Ајога. Во родот на сумерците живеел еден нанаец по име Ла. Тој си имал ќерка која се викала Ајога. Таа била многу убава и сите се влюбувале во неа. Сите велеле дека не постои поубава девојка од ќерката на Ла. И така Ајога станала горделива. Почнала самата себе си да си се огледува. И себе си се допаднала. Се огледува и не може да се оддели. Се гледа и не може да се изнагледа. Се гледала и во светнатиот бронзен леген и во водата. Ајога станала мошне мрзелива. Постојано си се восхитувала самата на себе. И еден ден мајка и рекла: "Донеси ми вода, девојче." Ајога и одговорила: "Можам да паднам во водата." "Ке се придржиш за гранка од некоја грмушка," и одговорила мајка и. "Гранката може да се скрши," и рекла Ајога. "Па фати се за некоја појака гранка." "Аха, па рацете ке си ги одерам." На тоа мајка и рекла: "Па стави си ракавици." "Ке се искинат," одговорила Ајога и продолжила да се огледува во бронзениот леѓен. "Ах, колку си убава." "Па зацврсти ја ракавицата со игла. Иглата ке се скрши." "Па тогаш земи поцврста игла," и рекол татко и. Да, па ке си го боцнам прстето," му одговорила ќерката. "Стави на прсток, де?" "Па и на прстокот може да се скрши." И тогаш ќерката на соседката на Ајога и рекла на мајката: "Дај јас ќе одам по вода." Отишла девојката на реката и донела вода колку што требало. Замесила мајката тесто, направила погача, ја испекла под вршникот. Ја видела Ајога погачата и почнала да вика: "Дај ми од погачата, мамо." "Жешка е, рацете ке си ги изгореш," и одговорила мајката. "Па ракавици ке си ставам," вели Ајога. "Ракавиците се мокри." "На сонце ке ги исушам." "Ке се истуткаат." Ке ги испеглам, де." "Рацете ке те болат," одговара мајката. "Што ќе ти е да се трудиш, ќерко, убавината да си ја расипуваш? Поарно ќе му дадам погача на соседското девојче кое рацете своји не ги жали." Зела мајката од погачата, па му дала на соседското девојче. Се налутила Ајога. Пошла кај реката и почнала да се гледа во водата, а девојчето на соседите си седи на брегот и си јаде од погачата. На Ајога и потекле лиги. Почнала да го гледа девојчето. Од гледање вратот и се издолжил. Девојчето и рекло на Ајога: "Земи од погачата, Ајога, жал ми е." Ајога му се налутила на девојчето. Почнала да мрмори. Потоа замавтала со рацете, прстите почнале да и се тресат и целата побелела од злоба. Толку силно почнала да мафта со рацете што тие се претвориле во крилја. "Не сакам ништо," почнала да вика Ајога. Потоа, не можејќи да седи на брегот, се нурнала во водата и станала гуска. Плива и вика: "Ах, колку сум убава! Га, га, га! Ах, колку сум убава!" Пливала, така пливала, се додека не заборавила да зборува. Само името не го заборавиле, за да не ја промешаат неа, убавицата, со некоја друга гуска. И само што ќе здогледала човек, таа почнувала да вика: "Ајога, га, га! Ајога, га, га!"